30 годишнината од занимавањето со ликовно творештво Данчо Атанасов од Кочани ја одбележа со самостојна изложба. Неговите дела се изложени во фојето на Центарот за култура Бели Мугри и тоа е негово второ представување пред домашната публика. Делата се инспирирани од различни мотиви, од жива природа, абстракција до религиозни теми, а најголем дел од нив се работени во масло на платно. Атанасов е задоволен што на изложбата дошле голем број љубители на ликовната уметност, што било доволно признание за неговиот 3-децениски ликовен ангажман. Иако е ова втора изложба у Кочани, моја самостојна изложба, и се уште постои интерес за моите дела да ги видат, и самите дела кажуваат колку има колку има сплотеност во работењето мое и колку ја сум се жртвувал да постигнам еден така пријатен амбиент во самиот простор да предизвика моето дело. Во фојето на Центарот за култура е изложен само дел од творештвото на Атанасов, создавано во изминатите 3 децении. Сега моментално имам 35 слики. Меѓутоа у депото кај мене имам уште 70 слики. Меѓутоа направив селекција кои би биле најдобри тука да бидат, затоа што со координација на Домот на културата и директорот на Домот на културата направивме презентација кои најдобри дела ќе бидат поставени и кои веќе имат така по заинтересираност да го привлечат вниманието. Во планот за работа за оваа година на Центарот за култура предност им се дава на уметниците од Кочанскиот регион. При тоа ќе бидат вклучени сите автори кои потекнуваат одовде, без разлика дали се уште живеат во Кочани или во некое друго место. Значи, оваа година на полето на ликовната уметност сакаме што повеќе изложбите да бидат на самостојни автори. Значи, да ги намалиме бројот на оние колонии, значи колективни изложби, но да дадеме простор пред се на авторите од нашиот крај. Според Стоименов, презентирањето на домашните автори нема да биде само од сферата на ликовната уметност, туку и од книжевноста, драмската и музичката уметност, издаваштвото и слично. До крајот на неделата се планира отворање на уште една изложба на дела на уметникот Владко Анчов, работени со пирографија, односно сликање со подгорување на дрво.